Власта е свесна дека уставните измени не може да ја поминат. Целта не им е веќе менување на уставот, туку останување на власт ден повеќе. Според лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, единствената цел на Димитар Ковачевски и Али Ахмети е како да се преживее август за веќе во септември да нема логика да се бараат предвремени парламентарни избори, па сегашните функционери да останат во своите удобни фотели уште неколку месеци. Сега ова е веќе борба како да се премости август за да дојдеме до септември и да биде безпредметно практично повеќе барањето за предвремени парламентарни избори, бидејќи секако март-април имаме редовни председателски така натаму и така натаму. Така што сега вие овдека не барајте политика, барајте ситно лично политиканство. Како уште месец-два повеќе да бидат на функција таму каде што се, како уште месец-два-три повеќе да крадат, како уште месец-два-три повеќе да ги управуваат патничките возила, луксузни се разбира на пријателите. Мицкоски не е целосно уверен во зборовите на пратеникот Енес Ибрахим од партијата за движење на турците во Македонија, која е дел од владината коалиција. Ибрахим порача дека немало да гласа за уставните измени како што се предложени во моментов, но според лидерот на опозицијата не може да му се верува ако се знае дека 6 години бил дел од оваа власт на СДСМ и ДУИ. Според Мицкоски единствен браник пред уставните измени се пратениците на ВМРО, ДПМНЕ. Јас многу не се потпирам на тие луѓе, бидејќи за да поддржуваш на ваква влада, многу зборот и образот не ти значат во животот. Јас верувам и за мене е она важно на оние 44 пратеника кои што доаѓаат од коалицијата на ВМРО ДПМН и знам дека тие сигурно нема да гласат под овие околности, нема да прифатат бугарски диктат. Според Мицкоски, власта ако имала двотретинско мнозинство, уставните амандмани на гласање би ги ставила уште пред една година, а немало да чека до сега за да избегне евентуални избори на есен. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен, уставни измени под овие услови и бугарски диктат се невозможна мисија.